Јас ќе објавам снимката, ќе ги видите при нападот кога ме нападна, кога ме изудира човекот, таму беа полицајците. Они после тоа го попречуваат, пред мене застануваат за наводно да ме заштитат и го поместуваат само 1 метар каде што тој продолжува. Нападна советничката, го нападна после дополнително секретарот на град Скопје и ништо, само стојат, го гледаат и дозволуваат, го толерираат. Нема казнивост, пошто тој човек се јави на 20 луѓе во Министерство за внатрешни работи. Закани отворени по моето семејство, кажуваше пред самите полициски службеници и зборуваше со лица кои што се високи структури во Министерството за внатрешни работи. Тоа е како вие да се чувствувате загрозени. Си зборува со луѓе од полиција и им кажува дека ќе не убива и семејствата, дека еден по еден ќе ми ги решал од семејството. А полицијата тука беше пред нас. Каква заштита? Тие тука стојат покрај нас, се поздравуваат со нив, се гучкаат со нив, ги охрабруваат. Фатен како диво приклучена на вода, како краде струја и како изградил до 3-та плоча, не напаѓаат, не тепаат луѓе, никој не реагира, стои полицијата со нив, си разговара, си пуши цигари, му дозволува. Само ви кажувам дека не се повлекуваме, никој од нас нема се повлече. Тоа им е целта, не се повлекуваме. Целата случка е документирана и е снимана. Сите ќе имате можност со своите очи да го видите и само сакам да ми кажете дали сакате да живеете во ваква држава. Дали сакате да живеете тука каде што полицијата, оние кои што треба да ве бранат, учесници во нападот над нас. Кога некој ќе ве нападне или кога ќе ви се случи нешто, треба да знаете дека никој нема да ве штити.